Обвинетите за двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски не планирале само да ја киднапираат Вања, туку и да ја убијат уште на 24 ноември, кога имале неуспешен обид за киднапирање. Ова го тврдеше обвинителството на денешното рочиште во судот, приложувајќи видео докази. На снимките се гледа како обвинетите Велибор Манев и Боре Видевски се во дворот на Панче Жежовски со лопати во рацете, пошто со автомобилот заминуваат кон Велес. Обвинителството тврди, од првиот момент планирале да ја убијат Вања. Денеска, и тоа го кажавме на главната расправа, снимката беше изнесена во одговор на тврдењата на обвинетите во нивните искази, дека тие всушност немале мотив да убиваат, туку тргнале да грабнуваат луѓе, но тоа што тие дополнително се враќаат само за да ја стават лопатата и да ја земат со себе, односно ја имаат истата заборавена, укажува токму наспротивно од нивните искази дека тие веќе биле подготвени за убиство. Од таа причина беше изведен и тој како доказ, не дека ние претходно го немавме, знаете дека и претходно беа изведувани докази дека тие во своето возило носат лопати па се враќаат па ја вадат лопатата, меѓутоа ова беше во насока на побивање на нивниот така наречен мотив. Првообвинетиот во случајот Љупчо Палевски Палчо пак тврди дека обвинителството сака да го намести со сомнителни докази. Обвинителството денеска приложи и други докази. Еден од нив е чаурата пронајдена во Велешко заедно со телото на Жежовски. Меѓутоа, обвинителите не можеле да утврдат дали чаурата е испукана од пиштолот на Боре Видевски, бидејќи, иако легален, МВР немал податоци за конкретниот пиштол. Ова за одбраната е спорно. Адвокатите тврдат дека имало многу пропусти и во предистрагата, и во истрагата, но и во обвинителниот акт. Ние бараме да биде вештачена чаурата од кое оружје е испукано. Обвинителството денес достави наредба и известување каде што е побарано дали од кривично-правни настани во Македонија кои се случајни е испукано од некој од тие тестирани чаури или пиштоли и дали е тестирано, дали е испукано од оружјето на Боре Видевски. Меѓутоа не и од сите останати регуларни пиштоли за кои постои евиденција во Република Македонија. Такво нешто обвинителството нема. Најден, глупо е да се изразам шверцерски начин, сака да се сокрие една работа која е многу битна, а таа е битна да се најде чаурата од кое оружје е испукано, дали од легално или нелегално. Како може од легално оружје да нема најдено трага во база на податоци? Овдека или некое, не знам какво суштество во МВР не сака да ги превара архивите и не сака да ја најде базата на податоци, односно испукувањето на оружјето, или нешто слушно прашање. Влегуваме во страшно голем проблем во кој што имаме едноставно многу нејасна ситуација, затоа што не е можно легално поседено оружје за да не биде испукано. Судењето за двојното грозоморно убиство продолжува на 21 мај, за кога е закажано ново рочиште. Даниел Василев, Сител телевизија.